Прв состанок на новата управа со играчите на ОФК Малеш Берово. Синоќа во салата на општина Берово се одржа првиот состанок на новата управа на ОФК Малеш Берово со играчите. Целта на состанокот пред се беше запознавање на играчите со управата, излагање на плановите на управата и дискусија меѓу управата и играчите за нивните желби, очекувања и погледи во врска со новиот клуб. За 5 години се слави 100 години од клубот ќе е формиран. И това е жално за таков град, што и сами знаете, вие сте веćinom тука 90% сите студенти што од средна школа и утре уличи да учат на страна. Значи вие сте за мене сад моментот еден од нај што ќе го спасите тој проблем што го са има Берово. Суштовете на Малиш, знаете, во Малиш не постои. Штета е да не постои и феноменална беше иницијативата пред се на Делијански, на Коровски, на Фунджиски, на Шоптески, че они като инициативен отбор се станаа за да се направи и да се оживее клубот Малиш. Јас сум како представник од општината во инициативни одбори, не сам играл фудбал, за разлика од тие тие звучни имиња во раководството. И тоа искам да ве поздравам, значи да потикнем спортски дух и да исто и вие станете запамтени како играчи и легенди на Малиш во историјата која ќе били со 100 години, така да вие би били тие кои ќе пишувате таа 100 годишна историја. Значи сите тука, како се збере, се исто думаме и се исто искаме. Малиш да го подигнеме од пепело като птицата Феникс и да стане клуб като што е некогаш бил, а ние сме убедени оти че стане таков клуб заедно с вас, затова сме се и нафанали. Искаме на некој начин колку толку да смогнеме сили, нешто да се покрене во тоа Берово и Малиш Арно Разоки на 100 годишнината и да го гледаме барем во втора лига, поне повеќе. Ето гледаш, ние смогнаваме сили тука, ние од постарите фудбалери, долго време веќе во Берово знаеме што се случува. Мора да го направим тоа. И да се запиша, јас неколку пати сум во иницијативен одбор, ама 2 пати ни пропадна, сам мислел че нема да ни пропадне. И уште еднаш ви пожелувам се најарно и на терено да се видиме и да почнем с работа. Прв чекор во година ќе биде регистрирање играчите и започнување со тренинзи и подготовка, се со цел за влегување и такмичење во третата лига Исток во новата сезона 2015-2016 година. Новата управа на ОФК Малеш Берово ја сочинуваат председател на клубот Дејан Демјански, подпредседател Атанасов Николчо, секретар Ванчо Коловски, останати членови на управата Зоран Мираковски, Пекески Звонко, Фурнџиски Љупчо, Шунтески Бранко и Пелски Зоран. Ние сме тука дошли, оти сме играли некојаш за Малеш, мада не сме остили некој трак голем, али искаме и да го на еден начин спасиме, али да продолжиме таа традиција, значи што е бил тој клуб е стварно и историја пишал и е познат, и вие сте играли, носили сте во дресо и да кажа за мен дресо е светиња и това го многу коментирале, се го кажали. Така да надам се од сите ние што до нас ќе помогнеме и за нас и за вас и сите, значи тоа е град да заживее и сите да се радуваат на тоа што. Искрено, ние играчите меѓу себе си направихме муабет, ние ви веруваме на сите вас. Имате добра од нас голема. Значи и сите тие зборови што ги кажахте, верувам оти се прави зборови, се вистински зборови. Дали еден од најстарите клубови во Македонија и поранешна Југославија ќе го доживее својот 100 годишен јубилеј за 5 години или се ќе остане само една пуста желба? Дали Малеш повторно ќе биде препороден и ќе ја доживее некогашната слава или повторно ќе дозволиме да згасне еден од клубовите со најдолга традиција во Македонија?